Здраво на сите, со Криптостеф и добре дојдовте во моето видео во кое ќе објаснам зошто сум поборник за криптовалути. Значи во ова видео ќе објаснам историјата со криптовалутите, како ја се започнав и слобода на избор, заштита од инфлацијата и трансфер на пари преку граници. Значи, зошто сум поборник за криптовалути? Криптовалутите за мене се некој начин слобода на избор и заштита инфлација и трансфер на пари преку граници. Пред да почнам со тоа, можам да кажам дека мојата историја со криптовалутите е од 2014 година. Во 2014 година јас зедов биткоин, тогаш на берзата Крипци ли беше, или тогаш беше 0.2 биткоин, што ако држев во новчаник, а не на берза, ќе имав едно 10 пати повеќе инвестиција од сега. Значи тогаш беше некаде со 200 евра се купуваше 0.2, значи некаде $1000 беше од денешна перспектива, што значи дека ќе сум имал, да речеме, 10 пати поголема инвестиција од сега. Значи, мојата историја со криптовалути почнува тука, од сестра ми кажа за биткоин, не истражив, па после почнав со теретана и на некој начин после во 2017, после долг период, ми текна јави што се деси со криптовалути, видов дека таа менувачница банкротираше. И затоа секогаш кога тргувате или било што правите или инвестирате, не ги држате парите на берза. Значи јас имам изгубено 200 евра само заради такви глупости, затоа што менувачницата е била лошо менаџирана и во криптосветот има нешто што се вика не се твои клучеви, не се твои пари. Од таа перспектива мора да ги држите, ако сте веќе инвеститор во криптовалути, во некој hardware wallet и да продолжите со чување и да не ги држите на менувачница, освен ако не тргувате или немате некаков интерес, како што ви кажав, со пасивен приход, кој можете да погледнете тука горе. Значи во 2017 почнав со майнинг, зедов нешто компјутерче со една графичка, беше некаде многу ефтина графичката, некаде 200 евра ли беше, така нешто. Зедов сите тие пари што ги заштитив, ги инвестирав во тука некаде 1000 евра ли беа и почнав со майнинг. Майнингот е одржување на мрежата и добивате токен Ethereum. И ништо не знаев за майнинг, морав сам се да откријам за тоа, за што се дешава. Значи од таа перспектива майнингот беше доста профитабилен и картите беа некаде стигнаа до графичките карти до 500 евра во крајот на 2017, кога биткоин беше 20.000 евра и јас продадов некаде околу $2000 тогаш од мојата инвестиција и на некој начин ги вратив парите што ги инвестирав. И ми остана нешто електронеум, на дел ги изгубив од Ethereum, некаде имав 2 Ethereum и тие ги изгубив. Од таа перспектива денеска, значи, научив доста многу и изгубив доста многу. И трейдингот го запознав со тоа што видов дека зошто да плаќам струја кога можам да инвестирам во истата валута, наместо да плаќам струја, ќе инвестирам секој месец колку што ми е струјата. И на крајот продав се од опрема и добив искуство во трейдинг. Со криптовалутите, значи, една од најдобрите работи е тоа што имаш слободен избор, тоа што никој не знае колку ти вредиш. Значи, може да вредиш $1,000,000, може да вредиш $1000 и никој нема да знае. Значи, од таа перспектива нудат приватност што никоја банка или држава или злато не може да ти украдат се додека ги имаш твоите приватни клучеви. Слободен избор исто така значи дека ти можеш да трансферираш пари без никаков посредник, банка, држава или ништо друго. Значи, од таа перспектива мене тоа многу ми значи, мене ми значи држава да ми следи, да знае што и како имам. И едноставно сакам да бидам што е возможно послободен. За мене слободата ми значи повеќе него парите. Значи, за да имам слобода мора да имам пари, затоа што слободата на избор значи да си финансиски независен. За да никој не ти кажува дали ти вредиш или дали не вредиш или дали можеш да го купиш тоа или не можеш да го купиш тоа. И од таа перспектива слободата на избор е една од најдобрите работи, затоа што јас секогаш мразам од перспектива на либертаријанец, мразам некој која ми кажува што и како да правам со моите пари.
Идеме на третата точка, заштита од инфлација. Значи, првпат во историјата на економиите имаме негативни камати, каде што вие што ги чувате парите во банка, губите пари. Значи, сето тоа е направено за да се инвестира во некаков бизнис, некакви акции, недвижности и т.н. за да ги чувате парите во банка. Тоа е, мислам дека издават и обврзници, еврообврзници од Европска унија, каде што имаат и негативни камати. Тоа во традиционалната економија не функционира, затоа што за да функционира за штедите мора да имате позитивни камати. И затоа од таа перспектива криптовалутите доаѓаат на некој начин многу подобро организирани од, да речеме, од централна власт, затоа што централната власт и централните банки функционираат на начин на фракционално резервирање, fractional reserving, така се вика, каде што вие кога депозитирате пари, они можат да ги искористат 90% и да ги поземат на некој друг, и тие така го креираат системот, монетарниот систем. Значи, тие креираат од ништо, од ваши пари креираат други пари. И од таа перспектива, значи, за мене тоа не ми се свиѓа, значи сакам да има одреден процент на пари што се во обсек и власта да не може да кажува да зема евро во обврзници и после тоа твоите деца да ги плаќаат или ините генерации, затоа што некој решил да плавата потрошувачка која едноставно не знае за финансиска интелигенција, се што знае да троши, а не знае како да ги троши парите. Значи, инфлацијата е многу реална работа, сега во моментот сме во корона криза и од таа перспектива мислам дека треба да размислите каде ќе ги инвестирате парите. Дали во недвижности, дали во акции, дали во криптовалути, нешто што дава вредност во овие времиња. Во моментов мислам дека најдобрите акции се онлайн бизнеси, затоа што немате директен контакт со луѓе и едноставно акции како Amazon, како да речеме Netflix, тие функционираат многу подобро него да речеме авионски компании кои немаат сега никаков бизнес и се во молење за спасување. И четвртата точка што е трансфер на пари преку граница. Значи, да речеме, сакам да трансферирам пари на некого тука во Европска унија, тоа ќе ме кошта 20-30 евра, може и повеќе, може и помалце. Со криптовалути тоа ќе ме кошта, да речеме, 1 цент, 2 центи, зависи кој систем ќе го одберам. Ако користам тетер на Tron блокчейн, ќе ме кошта $0. Од таа перспектива мене тоа многу ми значи, затоа што не ми треба некој мене посредник, он може после да си конвертира на Coinbase, на било што, и бидејќи не сме во системот SEPA, мене тоа ми значи доста за во банана држава каде што немаме никаков достап до финансиски инструменти и трансфер на пари. Исто така ми значи тоа што луѓето не знаат колку пари имам и може да погодува да сум милионер или никаков. Се тоа мистерија и перспектива што јас лично си ја знам, и од таа корис мене повеќе ми значат криптовалутите, затоа што едноставно ми нудат приватност што едноставно другите начини на плаќање него го имаат, и плюс нудат нешто што банките не го прават, а тоа е дека не можат повеќе да принтаат пари отколку што е веќе дозволено. Значи, од таа перспектива мене криптовалутите ми го променија животот, начинот на кој размислувам за инвестиции, и едноставно ме натера да размислам што е, како ги гледам парите од перспектива на инвестирање, на трошење и т.н. И мислам дека ова видео беше доста добро. Ако имате некое прашање, слободно прашајте, јас идам на тренинг и ви посакувам многу добро во следното видео, каде што вие ќе коментирате. Ако имате некое прашање, слободно прашајте, лайк, шер, субскрайб на мојот канал и се гледаме на наредниот пат. Поздрав!